Благодарам. Председател, почитувана македонска јавност, почитувани колеги, почитуван председател на Судскиот совет и предлагач Киро Здравев. Денеска и вчера имавме расправа по однос на предлог за избор на нов уставен судија во Уставниот суд на Република Македонија и од сите судии можни, квалитетни, докажани професионалци кои што ги поминале сите инстанции во Република Македонија, сите судски инстанции, нас денес не се нуди никој друг, туку во најмала рака контравезната Добрила Кацарска. И ништо не би било спорно доколку имавме дебата за еден независен предлог за уставен судија од страна на Советот на судии, каде што ќе дебатиравме за кариерата на предложениот предлог. За жал, контролната функција која што има Собранието од аспект на уставната заграничената независност помеѓу судската, извршната и законодавната власт, со овој предлог се нарушува. И прост пример и прост доказ за тоа е што комплетната опозиција е против, а по наредба, инструкција или што и да е, комплетната власт е за овој предлог. И дебатите се сведуваат на како било во кое време, на кој начин биле бирани судиите, наместо да го гледаме интересот на граѓаните, интересот на Република Македонија и нашата стратешка цел за членство во Европската унија и НАТО, која што, верувате, е загрозена, особено во овој период кога очекуваме меѓувладина конференција за делот на Европската унија, затоа што ни се нуди еден ваков политички, а не независен, туку партиско-политички предлог. Јас почитувам предлагач, затоа што власта не е предлагач, или не треба да биде предлагач, не смее да биде предлагач на уставен судија, туку Киро Здравев како председател на Судскиот совет на Република Македонија. Не можам да ве разберам зошто не го образложивте овој предлог. Во суштина ве разбирам зашто не го образложивте овој предлог и било кој да е на ваше место, особено со вашата кариера, ќе му биде срам да го образложи овој предлог. И верувајте, почитуван Киро Здравев, опозицијата немаше да има ама баш никаква забелешка, па дури ни дискусија, доколку предлог за уставен судија бевте, например, вие. И познавајќи ја вашата биографија како судија од кариера, како судија кој што ги има поминато сите инстанции, од Основниот суд во Штип до Апелацијски суд во Штип, па Врховен судија на Република Македонија во Врховниот суд и така натаму, апсолутно сте пример за кариера на еден судија кој што треба да биде предлог на Судскиот совет за судија во Уставниот суд. Меѓутоа, за жал, наспроти една ваква, мора да кажам, импресивна кариера ваша, вие денеска нудите судија кој што својата кариера единствено ја градел во Основен суд. И зошто нејзината непристрасност ја потенцираме овие денови во овој законодавен дом како представници на граѓаните кои што не бирали. Затоа што за нас како опозиција, меѓутоа и за голем број на граѓани на Република Македонија, Кацарска е синоним за едно судство кое што е партиско судство по нарачка на еден клан кој што управува со Република Македонија. Вие нудите озаконување
во овој законодавен дом да еден хибриден режим на Заев и фамилијата прерасне во тоталитарен режим. И тоа баш пред моменти кои што се битни за граѓаните на Република Македонија од аспект на европските интеграции. Ова е латиноамериканизација на државата. Со овој предлог давате можност за воведување на латиноамериканизација на Република Македонија. И за жал, денес ова владино мнозинство, затоа што ова не е парламентарно мнозинство, ова е владино мнозинство, мнозинство на владата, кое што по директива, насока, инструкција на владата, ќе гласа без приговор, без да ги чуе вашите образложенија или образложенијата кои што вие ќе ги дадете на забелешките на опозицијата, ќе го поддржи овој предлог затоа што така им било наредено. И што правиме, односно што правите вие со овој предлог? Вие со овој предлог на трговецот со влијание, познатиот Зоран Заев, му давате уште една вредност за да се ја зголеми цената со која што ќе тргува со влијанија во Република Македонија. Денес, со овој предлог, Добрилака Царска треба да си ја добие својата награда за понизното извршување на сите нарачки кои што Зоран Заев и ги има поварано во сите оние предмети кои што ги спорат од опозицијата и како директен помагател на уставните измени од аспект на промената на името на оваа држава Република Македонија. Ова, почитуван Кире Здравев, ви се обраќам затоа што го ценам вашето професионално искуство како судија, е понижување на целиот правосуден систем и клекнување на правдата во Република Македонија. Со Кацарска, како уставен судија, не може да има правда во Република Македонија. А дополнително на ова е што се испраќа една многу страшна порака во оваа држава. А тоа е, или судиите ќе го слушаат Зоран Заев и ќе ги испорачуваат неговите нарачки и за тоа ќе добиваат награда во кариера, или ќе имаат проблем. И тоа е порака која што многу сериозно треба да ја примите и да ја сватите вашата одговорност како претседател на судски совет. И докази за ова има многу. Беа споменати и ќе наведам само неколку од нив, за да не земам многу време. Замислете, предлагате кандидат за судија во Уставен суд на Република Македонија, кој што има пресуда токму од тој Уставен суд, со кој се укинува решение, а со објаснување дека го прекршила Уставот и основните човекови права. Верувам, знаете, во случајот во јавноста познат како 27 април, непристрасната, односно пристрасната и текако политички инструирана Кацарска, ги казни бранителите, адвокатите на одбраната, со драконски казни од по 1000, 2 и 4000 евра, само заради нејзин личен хир, или демонстрација на сила од позиција на власт и наредба на Зоран Заев, за да истиот тој Уставен суд ја укине тоа нејзино решение. И она што е пострашно и најстрашно за имиджот, угледот на оваа држава, е што овој случај се изучува на Универзитетот Колумбија во Соединетите Американски држави како пример како еден судија не треба да води постапка од аспект на штитење на правата на одбраната. А добро е што Уставниот суд ја поништил тоа одлука и тоа решение, па е пример како еден Уставен суд треба да постапува во една таква еклатантно кршење на права. Дека е пристрасна Кацарска, има изјавено самата таа во гостување на емисијата Правда и неправда на 1 ТВ. Кацарска има изјавено, ќе цитирам: "Важам за комуњарка и токму јас комуњарката се јавував кај судија за да го притворат господинот Заев."
од аспект на објаснување на случајот Благодарам. подкуп кога му помогна на Заев, оној фамозен видео што сите го видовме, 1 евро за Благодарам. црквата, 1 евро за вицето, да биде амнестиран. Има многу вакви примери, меѓутоа времето не ми дозволува да ги објаснам, можеби во контрареплики тоа ќе можам да го направам.